интервју со поранешниот државен јавен обвинител Љупчо Коцевски. Ви благодарам што прифативте. Добар ден, благодарам на поканата. Ве повикавме поводот е една година од трагедијата Пулс, трагедија која што се случи во време кога вие бевте на чело на јавното обвинителство. Се сеќавате ли на првиот повик на тој веќе 16 март, кој ви се јави, каква беше вашата прва реакција, што точно ве информира? Видите, секако дека се сеќавам и тоа никогаш нема да избледе на секој човек и на мене. Тоа беше во раните утрински часови, околу 6 часот наутро. Ми се јави министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, со тоа што ми соопшти дека во Кочани има околу 50 на жртви во диското и тука е со обвинителот и обвинителот не може да се снајде. Навистина, недела беше. Секој, па и јас, прво не верував. Едноставно не можеш да веруваш на тоа што ми го соопшти. Првиот момент секако е збунувачки. Затоа што министер за внатрешни работи ти се јавува во недела и вика дека има 50 жртви. И навистина јас само му реков дали е навистина тоа точно. Не можем да верувам. Да, рече обвинител, точно е, еве го тука сме со обвинителот, работата е сериозна, а секако дека тој не може да се снајде самиот. Му реков нема проблем, јас веднаш лично ќе дојдем и со тоа што веднаш им се јавив на шефовите на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и на шефот на Основното јавно обвинителство Скопје. Им го кажав веста, им кажав дека ја ќе тргнем за кратко за Кочани и да обезбедат обвинители за да се направи екип. Негде од прилика околу 8 часот стигнавме во просториите на Основното јавно обвинителство Кочани, со тоа што дојдоа и неколку обвинители, се јави военно и на висшиот јавен обвинител на висшото јавно обвинителство Штип, со оглед дека тоа подрачје под висшото јавно обвинителство Штип. И да одржиме еден краток состанок за да почнеме со работа. Во меѓувреме, пак ми се јави министерот, рече кај сте, што сте, му кажав дека сме во Основното јавно обвинителство, рече ние сме со премиерот во СВР Кочани. Ако можете кратко да дојдете. Отиднавме таму, заедно со сите обвинители, таму беа присутни, освен премиерот, имаше и други представници од МВР, беше тука и Стојанче. Да, директорот на Центарот. Да, со тоа што премиерот само рече дека дали можете тоа денеска, да реков, ние ќе постапиме професионално, дали ќе биде брзо, тоа викам секако дека во интерес на јавноста дека ќе биде брзо и многу краток траеше тоа видување, да речем, тој состанок и се вративме во просториите на Основното јавно обвинителство Кочани. Со тоа што после веднаш лично јас заедно со обвинителите заминавме на местото каде што се случила трагедијата. Што наоѓате таму? Какви се првите ваши реакции во тој момент? Видите, еве и сега во овој момент осеќам морници. Значи страшно. Тоа што го видовме тогаш само беа остатоци од чевли, од предмети, од луѓето што бегале, што трчале, што да ви кажам. Не влеговме во просториите со оглед дека требаше да дојдат обвинители и со стручни лица да вршат увид. Со тоа што надворешно, она што го забележивме беше страшно. Во моментот со обвинителите само видовме каде евентуално има камери и што како на кој начин истите да се обезбедат. Со тоа што веднаш после тоа, после тој краток состанок во Основното јавно обвинителство Кочани, направивме план, направивме записник и веднаш
првото процесно действие што треба да се преземе е увид на лице место. Се упатија двајца обвинители. Инсистирав и јас и колегите се согласија да тоа бидат обвинители од тоа подрачје, затоа што сепак на некој начин са можеби и повеќе запознаени со условите, со објектот и така натаму, со тоа што увидот веднаш започна и траеше цел ден. Другиот дел од обвинителите беа во основното јавно обвинителство Кочани, со тоа што откако почна прв да го приведуваат газдата на тоа, добивме одредени сознанија со неговиот распут, секако дека тука вообичаено почнуваат и оние технички проблеми, затоа што обвинителството у Кочани нема услови за снимање при неговиот распит, па се упативме во Штип и така натаму, тоа се работи кои што ни одзедува време, меѓутоа од неговите сознанија, од неговиот распит дојдовме до одредени сознанија и почна тука, што би рекол народски, да се одмотува клопчето, со тоа што почнавме се подлабоко и подлабоко и она што го слушавме и она што просто не се верува. Жртвите сите беа дел пренесени во значителен дел во болницата во Кочани, другиот дел знаете дента како беше со хеликоптери и така натаму се вклучи Министерството за здравство и таа ги пренесува во одредени други институции. Ќе ве навратам малку назад, ги споменав тука и првите предизвици со кои што се соочиле. Тоа се условите во кои што требало да работи обвинителството и во вашиот мандат често пати говоревте дека треба да се работи многу, дека треба да се зголеми буџетот, дека треба технички подобро обвинителства да се подготват. Со какви предизвици или што беше најголем предизвик во тие први моменти, во први часови, дали мобилизацијата, техничките услови за работа, што ви беше најголем предизвик во тие моменти? Видите, во однос на условите, основното јавно обвинителство Кочани, можем слободно да кажам, многу слаби услови има, многу мал број на обвинители и од тие што беа присутни обвинители не може да пристигнат затоа што имаше дури и повредени деца на еден обвинител, кој што не беше присутен, со тоа што мораше да се направи екипа и таа екипа од почеток 5 обвинители, потом натаму на 7 обвинители, како што имаше потреба се зголемуваше. Меѓутоа, во однос на сето останато, верувајте, еден од најтешкиот ден, како за мене, така и за колегите, затоа што тоа што се случи, повеќе никога да не се случи. Она што обвинителите се соочија, навистина е тешка работа, само можем да им се заблагодарам на нивната професионалност. Има навистина голема поддршка од моја страна, навистина соработуваја и се организиравме така како што навистина толикува најпрофесионално, што моравме да ги преземеме сите действија. Можам да нагласам дека и обвинителите се луѓе. Меѓутоа, во вакви работи мораш да ги потиснеш колку можеш и емоциите и да останеш на професионалност. Меѓутоа, тоа е уште еден поттик да бидеш уште попрофесионален, затоа што не смееш да сгрешиш. У такви предмети не смееш да сгрешиш со увидот, не смееш да сгрешиш со сите други останати преземени действија, затоа што навистина тоа е трагедија која што не се случува никогаш. Да, и особено и не треба да се случи, да. И не дај Боже да се случи. И особено тоа што обвинителите кои што постапува работеа на нивни сограѓани со кои што Кочани е мало место, да не речеме секој со секој се знае во таа средина. Тоа беше уште еден предизвик, тоа беше уште една потешкотија, затоа што имаше моменти кои што и самите обвинители кога ги видоа родителите на децата, кога видоа дека тие се сепак на некој начин се познаваа, не веруваја, меѓутоа затоа ви реков емоциите, сите сме луѓе
и често пати мораш да доловиш вистината па да ги сослушаш дел и од самите оштетени, за да евентуално и прибереш и поквалитетни докази. Навистина тежок ден, мачен ден, не само за мене, за сите. Недела беше, знам, што се вика, се сеќавам на секој детал, меѓутоа верувајте, колку и да сака тоа да се избрише од мојата меморија, нема да се избрише никогаш. Колку беше тешко во тие моменти, особено при обезбедувањето на материјални докази, да бидат прибавени на законит начин, бидејќи знаеме дека од праксата, одбраната кога предметот ќе стигне во суд, најчесто таму ги наоѓа слабостите или напаѓа доколку тие докази не се обезбедени на законит начин. Токму затоа реков и првото действие што требаше да се преземе е увидот на лице место, кој што многу е значаен. При увидот на лице место, доказите, освен што треба да бидат на законит начин, треба да бидат и на вистина квалитетни докази. Со тоа што секој доказ од она што е забележано на увид на лице место е битен, од она што вечерта дојдоа обвинителите што вршеа увид, ми соопштија дека многу битен дел од доказите ги уочиле, ги обезбедиле и секако дента, знаете како јавноста очекува од обвинителството да каже нешто, да даде изјава. Меѓутоа многу е тешко у таа предистражна постапка да дадеш изјава, односно да кажеш у таа предистражна постапка она само што е дозволено по закон да можеш да кажеш. Затоа што не треба да се откриваат доказите. И исто ми беше тешко тој ден, затоа што сепак за јавноста мораш да ги кажеш основните работи и токму она што беше битно од увидот на лице место, им соопштив на новинарите вечерта што се и кои пропусти биле во самата дискотека. Ценам дека тоа го заедно со колегите го направивме најпрофесионално и тоа беше, да речем, првото действие неизбежно кое што при секој кривично правен настан треба да се преземе. Понатаму, со неверување, како што се собираја доказите, гледаш дека, и ја кажав вечерта еден многу, да речем, можда и тежок збор, дека со тоа се виде дека има ерозија на системот. Значи, сите пропусти, како копаш и ти излегува. Сите пропусти на системот. И буквално разочарувачки делува тоа, меѓутоа можеш да ги преземеш сите действија. Да, може би вашиот мандат ќе остане запаметен по таа реченица, бидејќи токму бевте вие кои што ги изговори тие зборови, може би секој од нас ги чувствуваше во минатото или сме живееле сите со дел сме биле од таа ерозија на системот, но кога се случи, некако тогаш започна да се одмотува тоа клопче кое што го рековте и започнавме да сваќаме што навистина значи таа ерозија и дека станува збор за една национална трагедија која што не погоди, а не е некој изолиран случај или инцидент кој што се случи во Кочани. Видите, токму тоа произлезе од она што почна да се утврдува од самите докази и од она што ние како професионалци го гледаме, а го гледа некогаш и обичниот граѓанин. Меѓутоа, кога ќе биде последицата, тогаш навистина тоа доаѓа на едно, да речем, повисоко ниво, дека навистина системот е ерозивен. Значи, тоа не смее да се случи и никогаш повеќе да не се случи. Сега, дали од тоа ќе се извлече поука или не, времето ќе покаже. Лично се надевам, меѓутоа не можам сега да кажам, затоа што очигледно и по други работи, затоа што ќе ви кажам дека од тие докази што ги собравме, освен за Кочани,
има докази и за други одредени кривични дела, затоа што собравме електронски уреди така натаму на многу лица, кои што можеби се поситни работи, поситни кривични дела, меѓутоа тоа е еден сплет на околности кој што навистина гледаш дека стварно системот е разрав. Не сме биле свесни до предкочани дека може да се случи и поради такви некои ситни кривични дела како што велите дека може да се случи една таква трагедија, бидејќи сведочиме сега и од суд што слушаме и сведоците кои што говорат во судница, дека тоа било еден круг кој што функционирал без да има некакви задршки или без некој да се посомнева дека нешто може да биде од некоја постапка може да има одредена последица. Видите, ако земете дека можело. Затоа што секој што работел незаконито може да предпостави дека од тоа може да има некаква последица. Каква последица? Може би не конкретно смртна последица, меѓутоа сепак она што го направил незаконито треба да бил свесен и можел да знае, требало да знае дека од тоа може да, макар и било какво действие незаконито, дека од тоа може да произлезе нешто друго. Токму тоа е она што јас реков ерозија на системот, затоа што еве и сега жалосно е што дури и ден денеска и во оваа постапка никој не признава вина. Значи секој ја префрла вината на друг или вината на оние покојните. Што е за неверување, затоа што за толку жртви и такви пропусти секој вика јас не сум крив. Тоа не била моја надлежност, она што сега го слушам, не била моја надлежност, секој вика дека јас тоа не знам, не можев да предпоставим, тоа е многу долг период и така натаму, што навистина некогаш за обичниот човек и за нас не можеби и несватливо. Опишавте како помина тој првите часови од како пристигнувате во Кочани. Вие неколку пати се обративте и до јавноста, практично новинарите и јавноста ги чека од вас деталите првични кои што може да се соопштат од тој момент од увидот кој што беше извршен во дискотеката Пулс. Но што се случуваше после тоа? Што се случуваше во наредниот ден? Веќе започна да се обезбедуваат и лица, бе изречени и притвори. Така е, кога се изврши увидот и прв што се сослуша, даде изјава собственикот на објектот, со тоа што од неговиот исказ произлегува низа работи кои што треба да се проверат и општа наредба се издаде од страна на обвинителството да секој што има одредени докази и за секој што се сомнева да се приведе и да се обави разговор, така да се даде на полицијата. Полицијата соработуваше одлично со нас, тоа можем во тој момент да ја пофалим, и ги обезбедуваше сите лица. Од распитот на сите лица полека се, реков пред малку, тоа клопче се одмотуваше. Кој што бил на која функција, како, што со тоа што можам да кажам дека, реков и претходно, собственикот на локалот даде одредени докази кои што ни беа исто така битни и цел ден околу обезбедување на докази почнавме понатаму околу обезбедување на лицата. Меѓутоа, со оглед дека се работеше за поголем број на лица, јавното обвинителство се определи за краткотрајни притвори од 48 часа, па повторно ги продолжи на 48 часа за да се обезбедат, да речем, сите можни докази, со тоа што после обвинителството даваше предлози за притвори на оние лица за кои што сметаше дека има потреба од определување на мерка притвори и определување на други мерки. Јас како државен најавен обвинител секако им давав поддршка на колегите, на јавните обвинители, кои што навистина издржаа она што се вели машки, кои што не само тој ден и наредните денови
непреспиени ноќи многу поминаа. Јас околу 15 на дена, можеби, секој ден одев во Кочани, затоа што мораше состојбата да се следи и навистина тие беа многу тешки денови. Тешки денови затоа што откако почнавме да ги собираме доказите, се виде дека имаме многу краток рок за завршување на истрагата. Имајќи предвид дека мораше, со оглед на запретената казна и кривичното дело, мораше истрагата да се заврши во рок од 3 месеци, односно дури и помалку, со оглед дека има и 15 дена за увид на одбраната. Со тоа што по барање на обвинителите се зголемуваше бројот, јас го зголемив, бројот на самите обвинители и од 5, 7, 9, 11, 13 така натаму, затоа што навистина бевме стеснети со времето и самите обвинители работеа и сабота, и недела, и празник, за да навистина се завршат постапката во даден рок и ете се успеа во законски рок да се поднесе и обвинение, со тоа што само можам да надополнам, имајќи предвид дека се работеше за мерка притвор, мораше тоа обвинение да се подигне во рок од 90 дена. За разлика од другиот предмет, каде што беа полициски службеници и беше надлежно јавното обвинителство за организиран криминал, таму немаше мерка притвор и таму не бараше јавниот обвинител помош, и сметаше дека доволно е со нивните обвинители или обвинител кој што водеше предметот дека ќе може да го сработи тој предмет и тој предмет во таа постапка имаше поголем рок за собирање на докази и водење на истрага, така да токму и од тие причини тој предмет малку повеќе траеше истрагата, имајќи предвид дека немаше определено мерка притвор и имаше други мерки за обезбедување. Да, сега тој предмет веќе е во суд, обвинителниот акт е одобрен. Еве една година подоцна, задоволни сте од тоа како обвинителството си ја заврши својата работа и обвинителите кои што работеа на овој предмет? Видите, не да сум задоволен, туку сум презадоволен. Обвинителите навистина професионално ја одработија својата работа. Имаја максимална поддршка од моја страна, не им се мешав во нивните одлуки, меѓутоа самите одлучуваа во однос на екипираноста, по барање нивно ги зголемува бројот на обвинителите, за да секако се поделија на одредени области, така да можам само да кажам дека во такви услови, како што ги има обвинителството, да не навлегувам, немавме автомобили да идеме во Кочани, па баравме од полицијата, затоа што и обвинителите често пати. Немавме дактилографии доволно, па доаѓаа дактилографии од Штип и така натаму. Во тие услови, со таков капацитет, можам само да кажам дека одлично ја сработија работата јавните обвинители. Другата приказна се родителите, кои што во тие моменти дури и дава отпор и на работата на полицијата и на обвинителството. Се соочивме и со едни немили сцени во болницата при кога не сака да ги дадат телата на обдукција, но потоа се постигна разбирање од нивна страна, што е многу важно, бидејќи без таа обдукција ние денеска не би имале резултати од обдукцијски наод, што точно била причината за настапување на смртта. Но моето прашање е за вашите средби кои што ги имавте со родителите, иако имаше кај нив гнев и се организираа протести, маршови, ви одлучивте да ги повикате, да ги примите во обвинителството, 2-3 пати чинам имавте средби. Што разговаравте, како реагираа, како гледаат на работата на обвинителството? Вака, прво да кажам за обдукцијата беше нужна, затоа што за секој починат мора да се каже причината, затоа што тоа е еден доказ и требаше да се изврши обдукција на сите починати. Тоа и се стори, со тоа што во однос на родителите само можам да кажам дека јавните обвинители заедно со мене решивме да ги примиме родителите и да ги кажат нивните согледувања
и евентуално одредени прашања, и ние да им кажеме што сме превзеле, како сме превзеле и дека постапката ќе се води правилно, законито и најпрофесионално. Првата средба ја имавме во јавното обвинителство, во зградата на јавното обвинителство. Беа присутни околу 30 на родители. Ги сослушавме, истите поставија одредени прашања во однос на постапката, во однос на начинот и така натаму. Се она што поставија им ветивме дека и тоа ќе биде испитано, и тоа го сторивме во текот на постапката, на одредени околности што поставија прашања, јавното обвинителство постапи и ги испита сите околности. Со тоа што после имав уште 2 средби со јавните обвинители во Кочани, и тоа едната средба пред подигање на обвинителен акт и втората средба по подигање на обвинителен акт, со тоа што беше присутен и директорот на што го вршеше обдукцијата. На судска медицина. На судска медицина, и тој ми објасни одредени работи. И беа коректни родителите. Сите прашања што ни поставуваа и на првата, и на втората, и на третата средба им одговоривме. За одредени действија, дали сме ги превзели или не сме ги превзели, исто така им одговоривме. Како сме ги превзели така натаму, и сметам дека родителите беа задоволни, затоа што реков, јавните обвинители работеа најпрофесионално што може да работи. Поминува тој период, 16, 17, се враќате дома, реагирате ли поинаку кон вашите најблиски? Ги гледате ли на поинаков начин, бидејќи ја видовте со своји очи кревкоста на животот претходните 2 дена? Видите, тоа се моменти исто кои што не се забораваат. Токму така, еве само ќе кажам дека мојата ќерка претходно присуствувала на последната година на секој концерт на ДНК. И можете да замислите кога ме погледа и вика зошто ова се случи. Затоа што ја знаев дека присуствува на секој концерт. Навистина тоа се работи кои што не можеш никогаш да ги заборавиш. И еве сега во сабота јас и моето семејство заедно со мојата ќерка ќе одиме да си запалиме свеќа, затоа што како граѓанин тоа го должиме. Се работи за навистина човечки животи, се млади за млади лица кои што сметам дека кој може, како може, јас тоа ми е некако, да не речем должност, меѓутоа сепак некоја морална обврска да идем во Кочани, да си положим цвеќе и да си запалим цвеќе, заедно со моето семејство. И ќе го сторим тоа. Денес, како се навратиме на 16. Што е зборот кој што би го опишал со еден збор 16 март, како вие би го опишале, или пак емоција која што ве води ден денеска? Видите, тоа е најтешкиот ден што ми се случи во мојата професионална кариера. И не може да се опише, само можам да кажам да не се повтори. Вакво нешто да не се повтори, затоа што ако се има предвид дека Македонија со толку број на жители се случиле неколку несреќи, како што беше со бродот во Охрид, како што беше со Дурмо, како што беше претходно со поплавата. Замислите, над 100 луѓе Бесатранс во Бугарија. Бесатранс и така натаму, над 100 луѓе плюс овие, значи во една мала земја загинаа. Зошто? Токму заради одредени пропусти на и директните, да речем, чинители, како и индиректно на оние, знаете последиците кои се на сите, и едноставно е за неверување дека тоа може да се случи во една земја од 2 милиона жители за толку масовни несреќи. Навистина, човек не може да поверува дали е тоа можно. Мислам дека во регионов толку големи несреќи со такви последици немало. Да, ова е една од поголемите во Европа. Така, меѓутоа ете и модуларната болница, не ја спомнам во Тетово.
Значи, ако по број на жртви, можете да замислите за колку години и колку такви несреќи се случиле. Да не зборувам за оние други несреќи што годишно можеби само во сообраќајки, еве, минатата година имаше над 140 со смртни последици. Значи нешто е тоа навистина голема загуба и за државата и за се. И тука е тоа она што зборим од почеток, ерозија на системот, што верувам, мораме да веруваме дека мора да се поправи. Ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам на поканата.